Тор Пикер го извади Симич. Ја испушти топката. Манасков. Изблокиран ударот на Манасков. Празен е голот. Благојче Трајковски погодува. Победа на Алкалоид 23-25. Сами сме си виновни. Не можеме вината да ја бараме на ниједно друго место. Многу промашени топки, многу промашени удари од неизградени позиции. Сепак 12 погодоци, одлична партија на Ани Обина, меѓутоа без поддршка од останатите своји соиграчи. 8 одбрани имаше Јанко Гемањевиќ, пак ќе повторам, репрезентативниот состав, оној младинскиот на Кира Лазаров, на вистина ќе речам и заслужено си го доби надпреварот, а Тикваш ќе пренесе само 1 бод во споредба со Охриџани. Охриџани пренесуваат 2 бода, Тикваш пренесува само 1 бод. Сега кога ќе направиме математика, да видиме што се случува, дали навивачката група Лозари се обидува нека нивна правда да истера. Како да е, почитувани гледачи, тоа е тоа за календарската 2023. ГРК Тикваш Алкалоид 23-25, на полувреме беше 13-12 за кавадаречкиот состав, со 12 погодоци најефикасен на терен од Ани Обина. Меѓутоа на спротивната страна Иван Джонов 5, 4 Никола Марковски. Многу повеќе младите скопски раковетари ја посекуваа победата. За жал, покрај Обина немавме друг расположен ракометар. Па така, кавадарчани во плей-офот ќе пренесат само 1 бод, а Охриџани се тие што користат од овој пораз и ќе пренесат 2 бода во плей-офот. Се гледаме во следната спортска 2024. Во име на спортската редакција на КТВ телевизија да ви ги честитам и новогодишните и божикните празници и да ви посакам се најубаво.